сите овие притисоци на кои што е изложен современиот човек, дали силното срце, стабилното срце е една причина која што му помага на човекот да се соочи со се она што му се случува, а што е, како што рековме, дел од ситуации на нелагодност, затоа што тој дозволил или неговото срце било отворено за тие негативни мисли. Додека нашиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем секогаш не советувал дека оптимизмот е подобар од песимизмот. Има многу болни кои причината за нивната болест се илузиите и мечтаењата кои што дошле како резултат на лошите мисли. И тој вели дека се ме надминал маката. Викам, пријателно, не си ја надминал маката, затоа што ако ти размислуваш истиот стрес, значи ти буквално ја поминуваш целата ситуација, истата ситуација, ја преживуваш и умираш секој ден. Не, туку треба да направиш пресек, стоп. Сите овие позитивни ефекти ги чувствува. Чувствува како стравот се заменува со сигурност. Чувствува како тешкотијата му се заменува со олеснување. Гледа како бил тажен одеднаш се расположува, станува радосен. Сакаш да разбереш зошто тој има тоа, јас го немам тоа. Ако нема вера тука, ако нема потпирање врз Аллах, ако нема верување во Божјата одредба, ако нема верување дека Аллах Джелешану тоа што го одредил е најдоброто за нас, тогаш се јавуваат проблеми. Моментот гледаме дали бараме недостаток. А има, например, личност со која што сега да кажам дека ние очекуваме тој да нема никаков недостаток. А самата човечка природа е што? Да имаме недостатоци. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Во името на Аллах, се милостиот, милостивиот. Се наоѓаме на почетокот на нова епизода на подкастот Диван. Вечера ќе продолжиме со обработка на книгата Корисни совети за среќен живот. За жал, вечера со нас не е почитуваниот Јасмин Ефендија, кој што е на патување на умра. Се надеваме дека ќе го видиме во некој од нашите следни емисии, па затоа, за да го довршиме нашиот разговор околу оваа тема, вечера ќе разговараме со почитуваниот доктор Африн Фатмир Ковачи. Пред да започнеме со елаборација на она што остана од оваа книга, би сакал да ја повикам да се претплатите нашиот канал на Белик, на YouTube, исто така и да не заследите на Facebook преку страницата Белик, исто така. Во исто време би сакал да упатам апел и повик до сите тие кои што имаат посебни способности да ни помогнат со монтажата на кратките видеа кои што гледаме дека денеска се многу по-гледани и многу по-популарни помеѓу луѓето. Тоа ќе ни помогне нам, а исто така ќе биде причина и вие да заработите некој сеап, затоа што темите кои што ги обработуваме и материјалот со кој што ние баратаме, како се вели, е материјал кој што е корисен. Авко, добре дојде во подкаст. Благодарам. Во минатата епизода застанавме кај причината за среќен живот, која што авторот ја нарекува силното и стабилно срце. Тој во неговата книга вели еден од најдобрите лекови за нервните срцеви, како и за телесните срцеви болести е силното срце кое не се вознемирува со илузиите и мечтите кон кои водат лошите мисли. Значи, тој човек кој што има силно срце не дозволува неговото срце да биде обседнато со лоши мисли, кои што подоцна го прават многу послаб во неговото соочување со тоа што го очекува. Ние како верници, секако знаеш и ти, а и сите верници, дека веруваме во Божјата одредба.
и дека Божјата одредба не може да се избегне било што и да направиме. Оно што не се случило не можело не- да не да заобиколи, не- а она што не одминало не можело Да не се снајде. случи, да не снајде. Затоа вели, секогаш кога срцето ќе биде опфатено со лоши мисли, ќе им се предаде на тие лоши мисли, ќе реагира на овие влијанија со страв од болест и слично, со лутина и конфузија поради причините за болка, со очекување на лоши работи кои ќе се случат и задоволства кои што ќе ги снема. Дали според тебе е реално, зборуваме сега од наша перспектива на нашето современо живење и на сите овие притисоци на кои што е изложен современиот човек, дали силното срце, стабилното срце е една причина која што му помага на човекот да се соочи со се она што му се случува, а што е, како што рековме, дел од Божјата одредба. Како би го коментирал ти овој пасус или овој дел од книгата на авторот Абдурахман Ибн Насир Есади? Па ете, ние секојдневно сме соочени со разни искушенија, притисоци, не знам, сега имаме увид врз случувањата во целиот свет, нели живееме во едно глобално село и сето тоа колку и да бидеме ние сталожени и мирни, сето тоа влијае врз нас, нели? И врз нашата психа, нашето расположение, ние постојано гледаме тоа да го канализираме, да го смириме. Меѓутоа, ете, не понекогаш, туку често пати ни треба некоја енергија или од кај што ние можеме да црпиме, за да можеме да останеме, што се вика, здрави во разумот, здрави во емоциите, а тоа, како што вели авторот овде, е да се буквално целосно да се подчиниме на волјата на Бога. Значи, ние да се надеваме на волјата, значи оставаме на волјата на Бога, меѓутоа не пасивно, туку активно. Ние да делуваме, а истовремено и да бидеме задоволни со Божјата одредба. Овде вели дека силното срце или стабилното срце е тоа што спречува човекот да го опфати потиштеност, исто да не го опфати грижа, да нема никаква тага, ниту да има чувство на несигурност. Во ова наше современо време, за жал, луѓето многукратно се изложени на тие негативни мисли, влијанија на тој песимизам, на некои мрачни мисли кои што кај човекот можат да допрат до неговото срце и да се претворат во илузии, во некои ситуации на нелагодност, затоа што тој дозволил или неговото срце било отворено за тие негативни мисли. Додека нашиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем секогаш не советувал дека оптимизмот е подобар од песимизмот. Да бидеш оптимист е секогаш подобро. Затоа што доколку дозволиме да овладе, да доминира со нас песимизмот, тогаш човекот нема да ја разбере смислата зошто јас да работам. Нашиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва селем во еден хадис не советува и вели: доколку настапи судниот ден, а вие во вашата рака имате фидан, засадете го. Значи, колку е таа порака, колку е таа силна таа порака. Значи таа е порака ние да се изолираме од тоа што се случува и да стремиме кон тоа што нас ќе ни користи, бидејќи ние знаеме дека секое добро дело, и ово го спомнавме и на худбата, секое дело кое што човекот ќе го направи, а особено тие добри дела, бидејќи за лошите дела може Аллах да им ги прости. Но за добрите дела, кои што Аллах ги сака, тој ветува дека нема да настане или да се случи тие да не бидат наградени, нема можност, нема никаква можност тие да не бидат наградени за тоа кое што тие го работеле. Инна ла нудиу аџра мен ахсана амала. Ние нема да изгубиме или да загубиме
наградата за тие кои што работат добри дела. Затоа овој пристап со кој што ти си силен, стабилен, непоколеблив, не дозволуваш на тие лоши мисли да надвладаат со твоето срце. И на тој начин ти се соочуваш со една ситуација која што е неизбежна, но таа ти олеснува, како што вели авторот, и ќе ти ги оддалечи грижите, ќе ти оддалечи потиштеноста, вика и срцето ќе се заштити од многу штетни последици, а исто така местото на грижата и на потиштеноста ќе го завземе задоволството, спокојството и среќата. Ти ја спомна убаво, дека човекот треба да биде задоволен со Божјата одредба, но исто така тоа задоволство треба да биде проследено и со спокојство, смиреност, бидејќи сите ние му се предаваме на Бога, на нашиот Господ Аллах субханаху ва таала, и во таа предаденост ние знаеме дека се она што Аллах го одредил за нас е хајр за нас. Значи е она што е во наша корист. И дека ништо што не се случува не може да биде на наша штета. И ние во една од претходните емисии го спомнавме хадисот за кој што мислам дека доволно зборуваме. Вели, во болниците има многу болни кои причината за нивната болест се илузиите и мечтаењата кои што дошле како резултат на лошите мисли. Значи, ако ти се предадеш, ти си и лекар, ти знаеш дека една од најголемите причини за болестите на срцето, за болестите на диабетот, кои се стресните ситуациите кога човекот е изложен на негативни мисли, и сето тоа навистина е реално. Затоа човекот, верникот особено, е силен и со неговото срце. Дури имаме ситуации кога многу луѓе со тешки болести многу полесно се справуваат, затоа што нивното срце е стабилно, затоа што состојбата на нивното срце е секогаш од гледана работа од аспект на оптимизам, не од аспект на темнина, на мрачнини, на песимизам, туку во се гледа зрак на светлост кој што ќе биде причина за тоа тој многу полесно да го надмине тој проблем и да ја надмине таа ситуација. Потоа, авторот вели дека особина на силното срце е тоа дека тој се потпира врз Аллах. А кога човек се потпира врз Аллах, што се случува? Аллах во Куран вели: "Вамен јетаваккал ала Аллахи фахуа хасбуху." Тој што се потпира на Аллах, Аллах му е доволен. Тој, значи нашиот Господ му е доволен. Дали имаш некое твое животно искуство во кое што кога се потпрел врз Аллах и кога си видел дека сите други патишта се можеби има баш неуспешни и на крајот реши јас ќе се потпрам врз Аллах, направи што е моја можност и сега се потпирам врз Аллах и да ти излезе како позитивен изход. Сите ние не идуваме на разни, секојдневно на помали искушенија. Баш разговарав со еден мој пријател синоќа, синоќа, врска со оваа тема. И му го посоветував со една ситуација која што јас ја искусив пред околу 7-8 години. Нешто реновиравме и мајсторите знаат мал се да. Не, тука мајсторите. Не беше со мајсторите. Туку сакам да кажам, ако буквално дека значи нашиот пријател имаше мака и тој вели дека се ме надминал маката. Викам, пријателно, не си ја надминала маката затоа што ако ти размислуваш истиот стрес, значи ти буквално ја поминуваш целата ситуација, истата ситуација, ја преживуваш и умираш секој ден. Не, туку треба да направиш пресек, стоп. Значи, или си расчистил, значи некој ти направил неправда, или кажи му дека не си му простил, чини ми халал, уствари јас не ти чинам тебе халал, не ти простувам, да знаеш. Јас немам тука механизми, има мака човекот, нема механизми како да спроведам
правдата. до правдата. Нема механизми. Јас знам дека сум праведен, односно дека сум на страната на оштетениот. И од тој момент да не размислуваш, туку да расчистиш со себе. Значи, тој момент, тогаш ќе очекуваш наградата од Аллах дека си направил трпение, сабор. А не, например, цело време. Сега сме го кажав овој банален пример, ама мислам дека доста му помогна. Увелам, тогаш ние демонтиравме еден кров пред 7-8 години во еден објект, наш објект, кој што имаше доста железо. И се договорам со еден пријател кој што има фирма да дојде да го земе, да го собере железото, да го однесе во отпад, во нивната фирма. Тој рече, не, утре ќе може ли утре? Добро, реков, нема проблем. Не и се, имаше вредност од... Доста. 1000 евра, да кажеме. 1000 евра кој денес да се 3-4 евра. Таа е против вредност. И одам јас изутрена на работа и гледам нема железото. И веднаш ми текна хадисот на Мухамед салаллаху алейхи ве селем, дека доколку ние, дали е хадисова или хадис, парафразирам, доколку нешто ни се украде, изгубиме, доколку чиниме трпение, тоа ќе не го надокнади и ќе се смета за како да сме го дале како садака, односно милостина. Да. И тој момент ми дојде, значи тој заштитен механизам и навистина, значи јас навистина бев не им простив на луѓето, значи да се разбереме. Значи тие ги оставам на Аллах, тие што го украле, дека навистина лош период беше, нели, јас требаше тогаш што тие пари мајсторите да ги платам. Нели, јас сметав на последен денар или последно евро. Не се и му кажав дека кога ќе се сетам на оваа ситуација, му викам на пријателот, кога ќе се сетам на оваа ситуација, му велам, немам горчливост, немам јад, немам нелагодност. Туку баш се насмемнувам. Значи, јас сум чист. Иако е трагично, во тој момент навистина многу трагично е. Сме имали многу полоши сме имали ситуации, меѓутоа таа ми текна и мислам дека ова му помогна. Значи, во моментот кога правиме пресек, не само формално, туку вистински пресек. Јас во овој момент, значи, барам закрила, барам заштита кај Аллах и му препуштам се на Аллах. И одам понатаму. А инаку ако се навраќа... Предаденост на Аллах. Потполна предаденост. Иако јас сум ги направил сите тие што сум ги имал во моја моќи да ги направам сите причини, сум ги направил, сега доаѓа моментот кога треба да се потпрам на зала. Да. И тогаш е тој момент, бидејќи луѓето погрешно го разбираат она што во исламската терминологија се нарекува етевекул. Тевекул. Јас кога се потпирам во зала и не мора да работам, не мора да идам на лекар, не мора потвора на Аллах. Тоа е тевакул, значи тоа е ситуација кога ти не се потпираш вистински врз Аллах, бидејќи потпирањето вистинско врз Аллах подразбира и да ги превземеш тие дејности или активности кои се во твоја моќ. Ако си болен, да почнеш да се лекуваш, ако си сиромашен, да почнеш да работиш или да бараш работа, да се разбереме, јас направив неколку круга низ градот да ги побарам тогаш тие лоповите. Меѓутоа првиот момент ми беше заштитен. Реков, ова отидено иншала садака. После ги барав, нели, чисто колку да се надоворзам. Значи не само оставив ја сега готово. Не ги најде. Не ги. Вели, тој што се потпира на Аллах има силно срце, врз кое не влијаат илузиите. Не го плашат случките затоа што знае дека така реагираат тие со слаб иман. Тие со слаб иман реагираат на тој начин. Не го плашат неспокојот и нереалниот страв, затоа што знае дека Аллах со целосна грижа ќе му помогне на оној што се потпира на него. Има доверба во Бога и е смирен со она која Аллах му го ветил. Така ја отстранува грижата, потиштеноста, тешкотијата ја заменува со олеснување, тагата со радост, стравот со сигурност. Навистина, човекот која реално ќе се потпре, значи он направил се што е во негова моќ. Сите овие позитивни ефекти ги чувствува. Чувствува како стравот се заменува со сигурност. Чувствува како тешкотијата му се заменува со олеснување. Гледа како бил тажен одеднаш
се расположува, станува радосен, се весел, затоа што знае дека Аллах субханаху ва таала е тој кој што го одредил тоа и дека како што рече ти во хадисот, и да направиме се што е во наша моќ, не сме може да го спречиме тоа. Затоа на нас е да го прифатиме тоа и да се потпреме на зала, да ни даде излез од таа ситуација. Затоа што во ајетот што го цитирав, Аллах џелешано вели: "Омен јетавакел ала Аллахи фахуа хасбуху." Значи доволен како помагател, доволен да му олесни секоја ситуација, да му ја острани тагата, потиштеноста, тие лоши мисли. Сето тоа е во моќта на Аллах субхана ва таала. И затоа верникот многу лесно излегува од овие ситуации со тоа што се потпира во Аллах субхана ва таала. И до блиско време во минатото, до кај муслиманите беа непознати овие современи болести на потиштеност, на депресии, на стрес. Нашите стари дедовците, прадедовците живееле многу потешки услови финансиски. Дури можеби и гладувале со денови, немале толку многу облека како што имаме ние. Условите во нивните домови не биле како условите во нашите домови денес кои ги имаме. Јас само би се сетил на времето кога почнавме ние да клањаме во 90-тите години и кога беше зима, многу џами ги имаат своите шадрвани во нивните дворови. И често пати, кога требаше да земеме абдест, водата беше смрзнувачка. А што ќе земеш абдест? Потоа мораш да влезеш во џамија која што нема никаков вид на грејење. Исто така, купатилата или бањите, кои што порано беа сите надвор од нашите домови. За да отидеш во ВЦ, да отидеш понадвор, како викаат нашите комши, мораше да излезеш и да одиш можеби 20-30 метра по тие температури смрзнувачки. Значи, услови, а денеска во една куќа може има 3-4 купатила бањи, во кои што со топла вода во секој време може и поглед тоа што има многу олеснување од аспект, гледаме дека кај луѓето се повеќе се појавуваат тие, значи тие можеме да ги наречеме болести на современото живење, тој стрес, тој некој вид на депресија, потиштеност, песимизам, кој што доминира со нивниот живот, иако имаат се. Што мислите, шејх? Кои се причините, освен тие зли мисли што ги спомнува авторот? Дали можеби недоволно исполнување, бидејќи ете, ние, фала Богу, верниците го имаме намазот, молитвата, која што е 5 пати, се протега низ целиот ден. Меѓутоа, дали е доволно тоа? Дали, например, дали се предвидени други механизми во кои што ние ќе можеме да се заштитиме како верници во текот на денот? За ова пред некој ден, да. Зошто луѓето секогаш кога зборуваат за нивната состојба, се споредуваат себе си со некој што е многу над нив. Додека, и овде ќе го спомнам, иншаллах, ќе дојде до таа точка, каде што ние секогаш треба да ги споредуваме несреќите или тие ситуациите во кои што сме почувствувале некоја тешкотија, да ги споредиме со благодатите кои што ги имаме. Ние тоа не го правиме. Луѓето кога тоа не го прават, кај нив тој мал проблем ќе стане некоја катастрофа, да. Ќе стане некоја голема катастрофа. Или сега, например, некој има луксузна куќа, вила, има базен, има се. Ти тоа го немаш и ти сега сакаш да разбереш, а при тоа не ја вклучуваш верата. Сакаш да разбереш зошто тој има тоа и јас го немам тоа. Ако нема вера тука, ако нема потпирање врз Аллах, ако нема верување во Божјата одредба, ако нема
верување дека Аллах Джелешану тоа што го одредил е најдоброто за нас. Тогаш се јавуваат проблеми. Моментот дека ние очекуваме живот во вечноста. Да. Кој што е се што правиме, сите овие муабети се сведуваат на едно. Да заслужиме таа вечност. И да се надеваме дека во таа вечна среќа, во таа вечност ќе можеме да ги уживаме сите работи на кои што ни останало окото во овој свет. Тоа е многу битен момент. Дека многу важен фактор зашто се зголеми бројот на овие да ги наречем душевни или болести или проблеми е тој факт што луѓето не го живеат својот живот. Го живеат животот на некој друг. Животот на другите. Да. Ти не гледаш од твоја гледна точка како да го регулирам, како да го... Затоа, субханалла, се сретнав со еден човек кој што навистина се што го работи, условите како живее, го подредил на она како тој сака да го живее животот во склад со исламските норми. Сега, ако ние така направиме, тогаш многу ќе се олеснат работи, многу ќе постанат поедноставни. Ние сега одиме, значи, доаѓа сезоната на пролет, лето, се зголема бројот на свадбите. Знаеш ли колку луѓе живеат под тој притисок како ќе ја направам свадбата, што ќе кажат комшиите, дали ќе имам доволно злато, мојата невеста или ако дали може да му купам стан, дали додека човекот кој што е верник знае дека тоа е дел од животот на верникот и според своите услови го прави и воопшто не влијаат врз него тие муабети од страна, што ќе кажат комшиите, што ќе кажат роднините, дали ќе викнеш музика, дали ќе нема музика, да? Не, тоа не го тангира. Таков е верникот, затоа што, како што рековме, неговото срце е силно, стабилно, не подлегнува врз тие под притисокот на тие негативни мисли, исто така и се потпира врз Аллах субхана ва таала и знае дека Аллах Джелешану ќе му помогне и дека тој му е доволен и дека во секоја ситуација тој ќе му го даде излезот и ќе му го даде она што е најдобро за него. Дури ако е болест. Аллах Джелешану ако не стави на искушение, а ние го молиме да не стави на искушение со некоја болест која што е тешка, дури таа болест за верникот е потсетување. Шейхот Ибн Усајмин, ученикот на авторот на оваа книга, кажуваше во едно негово предавање дека му дошол млад човек на кого му било диагностицирано дека има канцер. И му рекле, имаш уште малку време на овој свет, на овој дуњалук, така да подготви се. И шейхот му вели на тој младиот човек, вика, ова е една радосна вест. Ние секојдневно живееме со тој страв, кога ќе да сме дали порано, дали подоцна, и често пати шејтанот го користи тоа за да одол го влечуваме. Значи да не ги правиме работите според приоритетите. И велја тебе, Аллах Джелешану ќе ти дал, значи почетна информација дека тебе ти се ближи крајот. Сето искористи го. Оди на умра, оди после тоа ги предавањата на очите, што е можно повеќе читај Куран, дови и подготви се. Значи тебе ти е дадена информација дека ти се ближи моментот кога ќе отидеш од овој свет. Затоа искористи го да се подготвиш што е може подобро. Додека ние што не знаеме, нас многу полесно швика шејтанот може да не застрани или да биде причина да застраниме од правиот пат и да се оддалечиме и да не бидеме толку како се вика вични или да не инсистираме толку многу на тие добри дела кои што не приближува до Аллаховото Джелешану задоволство. Затоа и значи болеста е искушение, но повторно ќе кажам, Аллах Джелешану да не стави на искушение со нешто што не можеме да го поднесеме. Амин. Потоа авторот вели, она што е денеска исто така многу голем проблем, е што очекуваме од луѓето да се идеални.
Значи, ние кога сме во комуникација, тука во хадисот се зборува за брачниот другар, за сопругата и за сопругот, но во животот се однесува на секој, не со кој што соработуваме, на некој колега на работа, некој со кого имаме алаш вериш, и купопродажба. За секој ти треба да очекуваш дека не е идеален, дека може би има некоја слабост. Вели Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва салем хадис, верникот не може да ја мрази верничката. Значи, која му е сопруга, се мисли на неговата сопруга. Ако му се допаѓа некое нејзино својство, ќе му биде драга поради друго својство. Значи, има особина која што не му се допаѓа. Но ти има 10 други кои што... 10 други кои што му се допаѓаат. Кои што му се допаѓаат. Така и воопшто и со луѓето и со ситуациите. Ние гледаме дали бараме недостаток. Да. А има, например, лична со која што сакам да кажам дека ние очекуваме тој да нема никаков недостаток. А самата човечка природа е што? Да имаме недостатоци. Да видиме тие кои што се подложи на грешки, кои што се подложи на проблемот е што не преминуваме преку тој. Океј, го гледаме недостаток, одиме понатаму. Позади тој недостаток се кријат илјада доблести, ама ние некако не кочи тој недостаток. Слушаме што вели авторот, вели. Упатството за однесување кон сопругата, ова е упатство за однесување кон сопругата, кон роднината, кон пријател и кон соработник. И кон секој со кого имаш комуникација која те поврзува. Потоа вели треба да бидеш душевно или духовно, мислам дека душевно, подготвен таквата личност да има некој недостаток, мана или нешто што не ти се допаѓа. Кога ќе го согледаш, спореди го со добрите работи во целина и во детали, кои ќе помогна да се засили комуникацијата и да се зачува љубовта и блискоста. Значи, ти стапуваш во комуникација. А ние со нашите сопруги, во нашите фамилии, со децата и со потесната и пошироката фамилија, сме секојдневно во комуникација. Можеш да забележиш некој недостаток, некој проблематичен момент. Но ти тој момент спореди го и со другите моменти и ќе видиш дека моментално ќе ти стане полесно и ќе почнеш и тогаш ќе се вратиш кон себе си. И шеста пати ги гледаме само другите, додека самите себе си се занемаруваме. А ако бидеме во таква ситуација кога сме во момент насочени кон самите себе си, тоа ќе видиме дека и ние не сме совршени. Потоа вели со ова занемарување на недостатоците и потенцирањето на позитивни особини се потпомага и продлабочува пријателството и се постигнува взаемно спокојство. Значи, човекот веќе знае дека не е идеален и тоа ти помага да не реагираш бурно, да не излезеш од контрола, ти помага да постигнеш степен на спокојство, затоа што, иако ја има ова негативна особини, незините, се мисли на сопругата, особини кои што се позитивни, се многу побројни и многу по-разновидни, а кои што мене ми се потребни во оваа ситуација за да имаме близкост и за да имаме среќа во нашиот брак. А што би рекол лако за ова? Дали навистина денеска луѓето на овој начин комуницираат? За жал. Дека инсистираат на грешката, на недостатокот, на ова, додека ги занемаруваат. Како да by default он мора да биде идеален. Да. И тука и мораме да го вклучиме и моментот на озборување. Значи, луѓето кога, за некого зборуваат, доколку имаат, не знам, некаква завист кон него и ги бараат тие недостатоци. Значи, тие недостатоци мора да имаш и некој мотив за да ги бараш. Значи, доколку, лечиш комплекси или не знам шо, и се низ призма, го гледаш човекот низ призмата на тие негови недостатоци. Меѓутоа, ако малку отидеш под површината, ќе видиш дека тој човек е исто
има многу доблести, има многу добри особини, како и сите ние. Значи, тој има и недостатоци и можеби уште повеќе доблести. Значи, за жал, тоа е распространето многу. Значи, така, луѓето се занимаваат со туѓите... Значи, целта на авторот тука е што да каже? Да каже дека луѓето не треба да очекуваат некој да биде безгрешен. Да. Безгрешен. Да биде како светец тај. Ние во нашата религија светците ги нарекуваме евлии и тие постојат, но не се тоа да прогласиш некого за евлија не е работа на луѓето. Тоа е работа на Бога и значи тоа е евлија во Божји очи. Да. И никој што е евлија и што е светец, да. Тој момент со едно никој што е евлија или светец за себе никогаш нема да потврди дека е евлија и дека е светец. Како што прават многу лажговци, манипулатори, кои што се нарекуваат дека ние сме блиски до Бога и потоа на себе си дозволуваат работи за кои што се знае според исламското право дека се забранети работи, дури недозволени работи, како што е ширкот или некои други работи, манипулирање со луѓето и со тоа. Значи, човекот не е светец и кога ќе се случи да се соочи со некоја негова негативна особина, подсети се на неговите позитивни особини и тоа ќе ти даде спокојство и ќе ја подобри комуникацијата и ќе ја сочува блискоста и како што вели авторот, љубовта помеѓу сопружниците во бракот, исто така и тоа почитување и кое што постои помеѓу луѓето кои што се соработници, кои што се колеги на работа и така натаму. Потоа авторот вели, значи човекот кој што има високи амбиции, тие пред да почнат со некоја да реализираат некоја идеја, вика, авторот вели се подготвуваат за соочување со катастрофи и нелагодности со трпение и смиреност. Затоа вели дека истите тие луѓе кои што имаат високи амбиции, кога ќе им се случи да се соочат со некој недостаток на некој човек од нивниот тим, од неговите соработници, реагираат бурно. Така не треба да прави човек доколку сака да има спокој, да има смиреност. Да сеќавам еднаш, гледав една екипа на луѓе работеа на еден проект. И тој проект имаше голема цел, например да се изгради некој мост на некое место кое што е тешка, значи тешка географија, местоположба и така натаму. И сега, доколку ти не си толерантен и не гледаш позитивните аспекти на твоите соработници, а си се подготвил за потешкоти кои што од друг вид, например, да има клизишта, да има ова, да има она, а реагираш бурно при еден мал проблем кој што од некој соработник кој што не дошол на време, например, на местото или заборел да заврши некоја работа која што треба вчера да ја заврши. Секако дека тоа го обзема срцето со нервоза која што е непотребна. Со едно растројство нервно кое што е непотребно и кое што може да ја помати среќата, како што вели авторот. Значи, на крајот кога ќе се реализира проектот, кој што е голем проект, што ја поматува среќата и убавината, доколку постоело или останало кај некого, дека бил се споречкал со некого, значи легле во конфликт за некоја работа која што било многу лесно да се надмине. Да се изменаџира. Да. Вели, причината е во фактот што тие се подготвуваат за соочување со големите работи, а ги занемаруваат малите, а со тоа си нанесуваат штета и го нарушуваат своето расположение. Непоколебливиот се подготвува за големи и за мали работи. Од Бога, значи од Аллах, бара да му помогне и не се подпира на себе дури ни за момент. Значи целосно му се предава и се подпира врз Аллах субханаху ва таала. Во таа ситуација лесен е и малиот и големиот проблем. Во секоја ситуација тој е смирен, сталожен и спокоен. Затоа што знае дека функционира во еден свет кој што има недостатоци, има и позитивни особини. Потоа авторот се пренесува на една друга причина, за како совет, друг корисен совет, вели
за разумниот кој е свесен дека вистинскиот живот е срекниот и сталажениот живот, а тој е краток. Што сака да кажеш со ова? Како го разбираш ти овој дел? Значи, еден човек кој што е разумен, вели дека вистински живот е кој е? Сите нервози, значи, џабе, зашто толку е краток животот, што треба да гледаме што не вреди да се нервираш. Не вреди да се нервираш, да се стресираш, да гледаме максимално да бидеме сталожени, радосни и да гледаме начин на кој што ќе го постигнеме тоа. Наистина, животот на овој свет е краток. Посебно во ова динамично време, гледаме дека годините поминуваат како месеци, месеците како недели, неделите како денови. Баш деновите како часови. Луѓе 2026 е, COVID не беше пред 3 години. Пред 7 години беше COVID. Значи, кој застанеш, велиш, чекај, зарем можно COVID да бил пред 7 години. Тоа се да кажа, сега некои случаи се случиле за нас, за мен, например, во 2010-та. Мене ми изгледа како да се случило вчера. А поминаа 15 години. Или баш вчера гледав некој автомобил вика произведен 2010-та. Релативно нов. А 15 години има. За 15 години најдобро го гледаш кај некој младо момче кој што има млада девојка на 15 години. Кога ќе видиш колку од мало бебе немајќи останало. Момче или девојка кој што се веќе подготвени да влезат во животот, да влезат во животот, се соочуваат. Потоа вели, човекот кој што е свесен и кој што е разумен, не треба да го крати и така краткиот живот со грижи и меланхолично расположение. Таквиот став е спротивен на вистинското живење и со него човекот е скржав кон своето живење, дозволувајќи да биде грабнато од грижите и на расположението. Значи, ние, доколку него да се трудиме нашиот живот да го живееме среќно, доколку дозволуваме да не обземат грижите, проблемите, на расположението, на тој начин што? Дозволуваме да ни се грабне, да ни го грабне некој тој и така краток живот и да го опфати, во кој што ќе доминираат тие негативни мисли и тие меланхолии и проблеми кои што човекот не живее среќно. По ова прашање иста е состојбата на побожниот и на грешникот, иако верникот има поголем удел кој ќе му користи на овој и на оној свет. Сега да каже автор дека оваа ситуација е иста и кај човекот кој што е грешен и кај човекот кој што е побожен. Но тој кој што е побожен има многу повеќе алатки во негови раце за да ги надмине оваа проблематична ситуација. Значи, за да ги отстрани тие грижи и тие проблеми и тоа нерасположение и да го живее среќно овој. И навистина, луѓето доколку би се фокусирале врз среќните моменти од нивниот живот и би ги занемариле тие лоши ситуации, тие се многу помалку бројни. Ние некогаш некој мал проблем толку многу ќе го хиперболизираме што ќе ни изгледа дека е нешто што не може да се надмине. А во реалноста, и тоа Аллах го вели во Куранот, дека на овој свет Аллах нема да не стави на искушение со она што не може да го поднесе. Значи, ако Аллах не ставил на искушение со некоја работа, Аллах ни дава до знање дека ние можеме да го надминеме тој проблем. Можеме да го надминеме тој проблем. И затоа верникот има многу повеќе алатки за да се справи со ваквите ситуации од човекот кој што е грешник, бидејќи грешникот е подалеку од Бога, значи не ги знае добро Аллаховите совети во неговата книга, не ги знае советите на Божиот пратеник Мухамед салаллаху алейхи ва салем, не се дружи, и ова многу важен момент, не се дружи со луѓе кои што се побожни, кои што би го посоветувале. Значи, се дружи со луѓе кои што можеби не ги интересира неговата среќа. Додека за верникот, ние го знаеме златното правило, Божиот пратеник вели, не верува ниту еден од вас, со потполно верува, доколку не го сака она што го сака на другиот, на другиот не го сака она што го сака и за самиот себе. Значи, кај верникот е ова условено,
Да. А додека кај тој што е грешник, кој што се дружи со луѓе кои што не можам да кажам дека не му го сакаат, туку не размислуваат за тој проблем. Дали е тој среќен, дали е можеби несреќен, дали има некој проблем, дали нешто го мачи, дали нешто му предизвикува. Не му е во листа на приоритети. Да, не му е листа на на приоритети, верникот, тој Они можеби имаат ниво на комуникација која се однесува, ајде ќе идеме заедно на кафе, ќе излеземе. Ама интересна работа што овде на пример верникот тоа е како услов за неговото припадност во верата. Значи ти треба да го, значи не смееш да му мислиш лошо. Ти да сакаш, на пример, ти треба да се бориш против тоа, тој порив што ти доаѓа, нели? Да направиш нешто лошо или да озборуваш некого или еве преска што спомнавме, нели, да му најдеш некоја негативна мисла. Еве на пример, ако личноста е верник, ако тргне да го каже тоа, се вели не, дали би го направил јас, дали би помислил за себе си такво нешто, дали би го направил? Не. Тогаш нито и кон него нема да се поставам така. Потоа авторот вели дека верникот или човекот доколку премногу размислува за грижите, за проблемите, за она што го снашло, дека тоа ќе намали неговата способност да се соочи со тој проблем. Ако нешто случило, ќе каже нешто случило, и доколку има механизми да се реши тој проблем, например да се излечи некоја болест, да се санираат штетите, ќе го направиме тоа. Доколку не, тогаш ќе се потрене зада и ќе кажеме бисмилла, ајде одиме да продолжиме. Имаше една серија кога бевме деца ние, и уште ја памтам таа негова изрека на тој учителот. Значи, по секоја епизода се случуваше нешто и на крајот тој ќе им каже, идемо дали, или одиме понатаму. Така и верникот е. Одиме понатаму. Ова не се случи. Саниравме што можеше да се санира. Сега на нас е должност ние да продолжиме понатаму, бидејќи ако запреме, ако премногу го анализираме како што тоа луѓето за жал го прават, па потоа гледаат кој е оштетен повеќе, дали сум ја оштетен или некој друг, ако било некој проблем на некој конфликт или некој недоразбирање, во таа ситуација доколку ние се издолжи таа работа, тоа во таа ситуација човекот го фаќаат грижи, го фаќаат размислување, затоа што шејтанот ги користи овие моменти за да во нашиот ум и во нашето срце внесе негативни мисли. Значи, ако ќе види дека ти си одлучен дека за тоа веќе за тебе завршена работа, така. За тоа е веќе историја, завршена работа, одиме понатаму и тогаш и шејтанот гледа, тој нема се предаде, тој ќе гледа некоја друга фаза од твојот живот каде што ќе се обиде да те одврати од правиот пат и да те оддалечи од правиот пат. Потоа авторот дали имаш нешто да додадеш за ова, дека не треба многу да го одолго влечуваме проблемот со тоа што ќе размислуваме за него и ќе го анализираме? Па не, think out of the box. Да? Значи, ако многу размислуваме во врска со тој проблем, ние буквално стануваме обседнати, а ако можеме некако да се дистанцираме и да гледаме од страна, нели, и да му пристапиме на така поинаков начин, по студиозен и така по објективен начин, како на некој друг да му се случува тоа и полесно некако можеме и можеме полесно ќе го надминеме. А дали не сметаш дека ова темелната анализа, нека анализа која што премногу темелна, која што ќе ни одземе многу енергија и многу не замара. Ќе не измори, ќе направи неспособни. Да. Буквално тоа фактички не преокупира и не прави обсесија. Примерот е како да си на патување. Да. И одеднаш застануваш на една станица која што ти е попатна станица, не е таа твојата цел на патувањето и ти сега таа станица ќе останеш, ќе ти отиде автобусот, ќе дојде и другиот и ќе отиде, ти уште не си го решил проблемот на таа станица. Да. А покрај тебе поминуваат автобуси кои што ние рековме претходно животот
Животот е краток, да треба да научиме да препознаеме во кој момент треба да се качиме на автобусот кој што оди Баш понатаму. така, кој што оди Значи понатаму. ние буквално ни одат автобусите, понатаму ние стоиме на таа станица. Значи А во исламот, ние го спомнавме неколку пати, нема стоење Нема во стоење. место. нема ста. Или одиш Или одиш назад, назад или напред. напред. Нема А стагнирање. за жал, тенденцијата е луѓето да се враќаат назад, а не Да. да одат напред. А имаат сите можности, сите услови. Потоа авторот вели дека една од советите кои што му помагаат на човекот е да ги споредуваме Аллаховите благодати кои што ни ги дава со она што ни се случило како нелагодност или како некој проблем. Треба да го спореди она од кое се плаши со бројните можности да се спаси од нив и да не дозволи послабата да надвладе посилната и побројната опција. Што сака да каже со ова? Дека често пати нас не се случува нешто некој вид на нелагодност. Но во таа нелагодност верникот гледа опции да ги претвори од некоја ситуација која што е на негова штета во многу ситуации кои што се во негова корист. Например, така верникот се соочува со проблемите и така ги надминува истите и поминува од една фаза на тагување, на безнадежност, поминува во фаза на среќа, затоа што му се отворени многу патишта, тоа како што е примерот на младичот кој што го спомнавме, кој што му бил диагностициран, веќе Аллах ти дава, ти отвара многу нови хоризонти, ти отвара многу нови патишта преку кои што ти можеш оваа ситуација која што во моментот изгледа како да ти наштетува да претвориш во нешто што е корисно за тебе и за Недостатокот да го претвориш во предност. Да, и за твојата, недостатокот да го претвориш во предност. Потоа вели Тоа е сигурно во предност во однос на нас, затоа што ќе се сконцентрира како што спомнавте преска. Ќе се сконцентрира на човекот кога ќе се концентрира врз нешто, да. Аллах ќе му помогне да го реши тој проблем. Ние така треба да сме, како да е веднаш утре ќе ни се случи смртта, Еве вие оđете кога пристапуваме кон молитвата, намазот, меѓу другото ни велите да се застануваме пред Аллах, пред Бога и да го клањаме, односно да ја извршиме оваа молитва како да е последна. Вие не подсетувате на секоја молитва. Така и ние. Тоа е било и сунет на Божиот пратеник, значи било традиција на Божиот пратеник. И со тоа ти фактички стануваш како подготвен за тој свет. Ова ми е последно. После ова нема друго, тоа е. Потоа така ќе се острани грижата и стравот, претпоставувајќи дека ќе се случи повеќе веројатната опција. Иако во исто време се подготвува за можната несреќа, трудејќи се да го олесни она што не се случи, да го острани или олесни она што веќе се случило. Навистина ова е многу важен момент, каде што луѓето не ја прават оваа споредба. Овде во моментот се сетив на приказната за Ејуб, алейхиселам, кој што бил многу богат и имал многу деца. Значи било многородно семејство. И одеднаш му доаѓа болеста. Со болеста го губи целото богатство кое што го има и со така и сите деца ги губи. И неговата сопруга се грижи за него одеден период. И кога била принудена да ја прода својата плетенките од својата коса за да обезбеди храна за неговиот маж, во таа ситуација му вели зошто не му се обраќаш со дова на Бога да те излечи. Тогаш тој во преданијата се спомна дека рекол немам храброст да побарам од Аллах Џелешану се додека не бидам болен онолку колку што сум бил здрав. Што сега да кажа? Ние често пати тие благодати кои што
ги имаме, ги сметаме дека не се дадени здраво за готово, дека ние сме ги заслужили. И кога ќе дојде некоја потешкотија, нешто што не ни е пријатно за нас, тогаш одма се прешалтуваме во некоја состојба како зашто баш кај мене? Зашто мен да ми се случи ова? Зашто ова? И многу сме брзи во таа реакција. И тоа ни создава такви проблеми кои што веќе ги спомнуваме неколку пати. А доколку ти во таа ситуација застанеш, се смириш и погледаш што е тоа што добро може да произлезе од оваа ситуација. И ги разгледуваш опциите и исто така ги споредуваш овие потешкоти со благодатите во кои што живееш и кои што ги уживаш долго време. Здравието, например. Божиот пратеник Мухамед алейхи салату васелам вели дека здравието е една од благодатите кои што луѓето најмногу ги занемаруваат. Значи, тебе ти е дадено здравие и одеднаш се разболуваш, стануваш немоќен за некои работи и веднаш реагираш бурно, реагираш со тоа што не си задоволен со Божјата одредба. Додека пак не гледаш на тоа како дел од она што е можно да се случи. Во еден хадис, Божјиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва салем го навестува дека луѓето треба да побрзуваат со добрите дела пред да дојдат 7 работи. И помеѓу тие 7 работи ја спомнува и болеста, затоа што може да се случи болест. И затоа верникот секогаш прави споредба помеѓу она што Аллах џелешано му го дал како благодат и она кое што му е дадено како искушение со кое што е ставен на искушение. Да побрзам уште малце да ги завршиме би сакал сите. Потоа вели дека помеѓу корисни средства за среќен живот е да знаеме дека вознемирувањата на луѓето, а посебно нивните вербални навреди, нема да ти наштетат тебе, туку ќе бидат од поголема штета на нив. Освен доколку не им се предадеш или не им придадеш важност на тие навреди и не им дозволиш да завладеат со твоите емоции. Тогаш тие ќе ти наштетат и тебе и ним. Но доколку ги игнорираш, нема да имаш никаква штета. Овде доаѓа кој е многу голем проблем во комуникацијата. Ние често пати дозволуваме да надвладеат тие негативни мисли доколку слушнеме дека некој не навредува. А верникот го има куранскиот ајет во кој што Аллах џелешано не забранува да ги псуеме и тие кои што му се молат на некој друг освен на Аллах. Затоа што вели, доколку вие ги навредувате нивните божества, тие ќе се вратат и ќе го навредуваат Бога. Или Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва салем, кога зборува за луѓето кои што ќе си дават за право да ги мерат, да го мерат верувањето и иманот на луѓето пред крајот на судниот ден, вели ако му кажеш на твојот брат о невернику, тогаш еден од вас двајца е неверник. Вели тој збор оди бара по светот, дали навистина го заслужува тоа именување тој човек, доколку не го заслужува, му се враќа на тој кој што го изрекол. Тој што го изговори. Значи овде многу важно да знаеме дека тие лоши зборови, тие озборувања, тие навреди најмногу му штетат на тој што ги изговорил. А може да ти наштети тебе доколку им ги отвариш врати, тогаш тие ќе дојдат да допрат од твоето срце, тогаш ќе те изнервираат, тогаш ќе те доведат до ситуација и ти да реагираш. И исто има еден друг хадис во кој што Божиот пратеник Мухамед алейхи салам вели, немојте да ги псуете вашите мајки. Тогаш асхабите го праша како човек може да ја псуе сопствената мајка. Хадис. Како му рекол? Му рекол кога ти го псуеш некого друг и тој ќе се врати. Ти си бил причината за таа негова псовка кон тебе и на тој начин ова е еден совет до нашите браќа. Навистина денеска сме сведоци луѓето не внимаваат како зборуваат, се обраќаат со погодни зборови за нивните родители, помеѓу себе се псујат, а во исто време се сметаат дека се браќаат, дека се блиски. Некоја блискост, демек, ние сме на... Да, таа блискост е
Опасно. Верникот и човекот кој што држи до себе не ја прифаќа како блискост. Ја гледа како навреда. Ако сакаш ти да докажеш твојата блискост, тогаш посоветувај ме, помогни ми, испрати ме на умра. Сакаш да кажеш дека си близок до мене? Ајде испрати ме на умра. Ова како пример и како потик за нашите браќа, доколку имаат вишок пари, нека направат сеап и тие што немаат можност да отидат на умра, да ги испратат и на умра. Да ги израдуваат. Да ги израдуваат се на умра, да. Но луѓето често пати ги отварат портите на нивните срца пред овие навреди и потоа тие стануваат проблем за нив. Вели, треба да знаете дека твојот живот е последица на твоето размислување. Доколку твоите размислувања имаат позитивен ефект во твојата побожност и овоземните работи, тогаш ќе живееш убав и среќен живот. Во спротивно, ефектот ќе биде спротивен. Значи, како размислуваш, тоа зависи од самиот себе си. Ти си тој кој што одредуваш дали ќе бидеш радосен или нема да бидеш, со твоите размислувања. Исто така вели да во останување грижите е многу корисно да не очекуваш внимание и благодарност од никого освен од Аллах субхана ва таала. Што значи ова? Ова значи дека луѓето често пати сакаат да бидат пофалени, да бидат спомнати за тоа што го направиле. И нема ништо лошо во тоа ако некој ти искаже благодарност. Дури Божиот пратеник Мухамед саллаллаху алейхи ва салем вели: "Мен лем јешкури наса, лем јешкури Илlah." Тој што нема е благодарен на луѓето, не е благодарен ниту на Аллах. Но кога станува проблемот? Кога ние ќе направиме нешто. И никој нема да ни каже фала, никој нема да каже Аллах нека те награди. Дури ќе помине незабележано тоа наше добро дело. И тогаш кај човекот, кој што не е доволно искрен, почнува, како се вика тој црвот на шејтанот, и тогаш ние почнуваме да размислуваме лошо за нас. А верникот, како што вели авторот, секој треба да знае дека внимание и благодарност доволно ни е само да Аллах субхана ва таала. Тоа е ниетот. Ако имаме ниет, го правиме тоа во името на Аллах, првично ние знаеме дека некој гледа и иншалла Аллах да го уважи тоа. А доколку и луѓето го уважат, тогаш тоа е еден плюс. Тоа исто како и за награда за добрите дела, шеј. Нели? Или за довата. Ние довата очекуваме да биде исполнета тука. Меѓутоа, ако имаме сабр, таа истата ќе биде исполнета на тој свет. Луѓето често пати ние разговори со некои браќа, ама никој не го знае, јас сум го направил ова, јас сум го направил. Немој да викаш така, никој не го знае. Аллах џелешану Куран вели: "Ахсахуллах ва насуху." Аллах го забележал иако луѓето го заборавиле. Значи нека ти биде доминантна поента дека луѓето ќе го заборават. Луѓето можеби нема, ја го спомнам и порано кога рековме дека немој да очекуваш од луѓето идеален однос кон тебе. Значи, онака како што сакаш ти да биде се идеално. Туку секогаш гледај врз луѓето како суштества кои што се несовршени и очекува од нив повеќе неблагодарност, повеќе можеби проблеми, затоа што судбината на верникот на овој свет што е искушение. Аллах џелешану Аллах џелешану во Куран вели дека лијеблуахум ејюхум ахсану амала, за да ги стави на искушение, да ги тестира кој ќе работи подобри дела. И луѓето кои што најмногу биле ставени на искушение биле пејгамберите и оние кои што се најстрични со нив. Затоа човекот не треба да очекува целосно внимание и целосна благодарност освен од Аллах субхана ва таала. И како крај вели авторот, има уште некои други иншалла некоја друга ситуација, вели заврши ги моменталните должности за да бидеш слободен во иднина. Луѓето денеска премногу си даваат трок, одложуваат. И на тој начин кога ќе дојде
например, во ситуација на старост или во ситуација на болест, ќе види колку му се наталожуваат тие се натрупуваат тие должности и веќе не е можено. Доколку тоа не го направиш, ќе ти се натрупаат многу работи од минатото и нема да имаш време да им се посветиш на идните работи. Тоа ќе ти предизвика потешкоти, доколку навремено ги завршиш сите работи, на идните ќе може да им се посветиш со силен значи со одлучност и со нови сили. Секогаш вели, бирај ги поважните и покорисните работи, разликувај ги корисните од оние кон кои тежне е твојата душа. Спротивното ќе предизвика безволност, досада и мрзеливост. Барај лек во исправното размислување и консултацијата, не се покајал тоа што се консултира, тоа се посоветувал. Тоа што сакаш да го направиш, анализирај го прецизно, а кога ќе ја согледаш користа, потпиши се на Аллах, а Аллах ги сака тие кои се потпираат на него. Значи ова исто така многу важен совет е да се советуваме со луѓето, посебно со експертите од некоја област. Ако имаш проблеми со здравјето, консултирај се со лекар. Ако имаш проблеми сакаш да градиш куќа или нешто и со автомобилот, оди кај човекот кој што е експерт, кој што ја знае таа област и со него посоветувај се. Немој да си денеска има голем проблем со чат GPT, луѓето сакаат да станат и инженери, и архитекти, и стоматолози, и кардиохирурзи. Колку доаѓа со диагнози. Да, сам ќе нашол диагноза. Знам што ми, ама види ти тоа. Дај ми тој лек. Чекај малку, седни да те видиме. Може би знаеме нешто и ние повеќе. Може би нешто знам. И вас очите сигурно. Јас знам за ова, ама може ли да те потпрашам? Така, може? Како беше онаа фетва? Често пати ми се случува, како беше онаа фетва? Да. Значи ти ја знаеш фетва, зашто ме прашуваш? Баш. Авко, имаш нешто да додадеш? Пред да Па многу оваа книга се надевам дека во блиска иднина ќе биде во лепезата, широката лепеза од книгите кои што и се издадени преку нашата издавача куќа Белик. Во најмала рака ќе биде онлайн издание, значи електронско издание, а понатаму иншалла и печат. Да ги повикаме и спонзорите да ни помогнат да ја испечатиме, бидејќи да се испечат. Навистина колку повеќе што ќе дистрибуираме, ќе опфати поголем број на луѓе и ќе биде покорисно за многу. И ние имаме разработено доста интересни механизми за дистрибуција. За дистрибуција, да. Значи ние веќе која промовираме книгата, велиме дека кој да побара. Да. Примерок, 1-2 примерока, не знам. Има луѓе кои што не контактираат цела заедница, на пример 20-30 души или во некоја џамија, ако сме во можност. Така беше и со Кураните и со сите книги до сега што сме ги издале. Значи сите книги стигнуваат до крајната дестинација читателот. Значи не ваше да ја се, прочитате и да спроведете вашиот живот и ќе видите дека ќе ви даде смиреност и ќе ви даде олеснување за многу проблеми за кои што се сметале дека се. А иншала и овие емисии што се организирани преку Диван во најмала рака ќе им помогнат, а и да ги поттикнат да ја читаат и да имаат како упат свој, како Димен. Како? Па како упатство во како волан, да. Димен. Поштовани браќа и сестри,